почитувани представници на медиумите, благодарам за вашето присуство на нашата пресконференција. Почитувани собраѓани, длабоко верувам дека еден одговорен политичар кој извршува одговорна државна функција е должен да ја гради, негува и одржува довербата која граѓаните му ја укажале на избори. Актуелниот градоначалник на општина Куманово, господин Максим Димитриевски, пред точно една година го доби мандатот од кумановци да ја менаџира општината и да ги решава натоложените проблеми врз основа на ветените проекти во неговата изборна програма. Но, по само една година, може слободно да се констатира дека кумановци се изневерени, излажани и разочарани од работата на градоначалникот. Памфлетот делен пред избори во форма на изборна програма остана да сведочи за се што беше ветено, а денес веќе на сите им е повеќе од јасно дека истото ќе остане само мртво слово на хартија. Почитувани сограѓани, настрана од десетината асфалтирани и тампонирани улички со кои се палеше градоначалникот во својот отчет за сработеното, дозволете ми да потсетам на дел од проектите кои ги ветуваше истиот тој градоначалник за да ја придобие вашата доверба. Ветуваше 2 нови детски градинки. Ништо од тоа не е реализирано. Ветуваше индустријска зона во местноста Речица. Истото ништо не е реализирано. Ветуваше изградба на нова општинска зграда, нешто што го ветуваа неколку градоначалници од СДСМ во претходните мандати. Воопшто не е ни почната со реализација. Ветуваше изградба на 3 патеки и поставување на урбана опрема, изградба на парк за миленичиња и тоа на градскиот кеј, градскиот парк и локалитетот Костурница. Сведоци сте дека ништо од ова не е реализирано. Ветуваше стимулирање на велосипедизам преку субвенционирање. Убав проект, за жал, ништо од ова не е започнато со реализација. Ветуваше изградба на нов младински културен центар, Капошова куќа. За жал, ништо од ова не е реализирано, ниту еден проект од аспект на младите во општината. Ветуваше театар за деца во Пионерскиот дом. Пионерскиот дом стои запуштен со години. Ветуваше нова спортска сала во средното техничко училиште Наци Буџони Куманово. Ветуваше нови зелени површини и обновување на постоечките паркови. Ветуваше водовод и канализација во руралните средини. Ветуваше изградба на ново основно училиште во мултиетничка средина. Ветуваше нов генерален урбанистички план. Ветуваше реконструкција на противпожарниот дом и осовременување на противпожарната опрема. Почитувани, ништо од ова претходно наведено не е ниту реализирано, ниту отпочнато со реализација. Неработење, лаги и манипулации беа и останаа синоним за СДСМ во Куманово. Јало ви се обидите на градоначалникот да се оправда преку големата задолженост во општината, но без при тоа да посочи чии кадри се одговорни за ваквата состојба во општината и кој ја управува општината Куманово веќе 28 години. Почитувани кумановци, оваа неспособна и дрска локална власт на СДСМ владее со Куманово веќе 28 години. Вие заслужувате многу повеќе од ова што сега го имате. Нашиот град мора да си го врати својот некогашен сјај, за да кумановци бидат горди на својот град. Куманово мора и Куманово ќе победи. На крај дозволете ми да го честитам утрешниот државен празник 23 октомври, ден на македонската револуционерна борба, ден кога и покрај случувањата деновиве, кога сме сведоци на големи државни предавства и големо национално омаловажување, треба да се сетиме на сите револуционери од 1893 година па наомо и историјата да не научи дека секогаш кога имало обид македонецот да биде скршен, истото не успеало и истиот повторно се кренал и победил и бил на вистинската страна. Куманово ќе победи, Македонија ќе победи, борбата продолжува, нема откажување. Да живее Република Македонија. Ви благодарам.